Да, за жал се случи тоа што се случи во Скопје и околината на Скопје. За жал имаше и човечки жртви. Во оваа прилика изразувам моето сочувство и сочувството на нашите сограѓани до фамилиите на починатите. Секако ние како општина максимално се вклучивме да излеземе во пресет во рамките на нашите можности, во рамките на нашите расположиви сили и средства. Па почнавме уште истиот наредниот ден после поплавата. Значи, екипа на територијалната противопожарна единица со целокупната опрема, со пумпи за испумпување на вода, со ред други средства кои што ги има на располагање територијалната противопожарна единица, беа на лице место и пружија максимално колку што може да се пружи во рамките на акцијата која што беше преземена. Исто така е во континуитет неколку денови социјалните јавните работници кои што се ангажирани на страна на општината, 10 луѓе, како и екипи на јавното комунално претпријатие, околу 10 луѓе се веќе таму на терен и интензивно помагаат во рачистување на состојбата, а секако и механизацијата во делот на цистерната, во делот на тоа што го има плаваја, исто така е ставено во функција на жителите на погодените населени места во Скопје. Ние како општина сме во редовна комуникација со претпоставените, со одговорните за спровување во ваква ситуација во Скопје и сите потреби кои што ги имаат тие, ние, како што реков и на почетокот, во рамките на нашите можности ги гледаме максимално да излеземе во пресет. Сега планираме да направиме еден јавен повик до општото граѓанство, до сите правни и физички субјекти во Радовиш, за да заеднички направиме една волонтерска акција, да што повеќе луѓе, бидејќи таму сите укажувања до нас се дека најнеопходна во овој момент е физичката работна сила и еве ќе направиме обид да утре или до петок најкасно се организираме и што поголем број наши сограѓани заедно се упатиме и да помогнеме и во тој дел. Во прилика само ќе кажам исто така дека ние како општина се разбира во соработка со Црвениот крст, со општинската организација во Радовиш, 2 дена веќе имаше јавен повик до граѓаните и нашите сограѓани како и многу пати претходно ја покажаа својата хуманост, се донирани доволно количини и на вода, и на храна, и на хигиенски средства. Тие денес се упатени на зборно место каде што треба да бидат и заеднички со координација на надлежните институции и Црвениот крст ќе бидат распоредени на семејствата во погодените подрачја. Како што кажав, ние како општина се ставаме на располагање во секој сегмент. Очекувам да доколку биде побарана и финансиска поддршка, во овој момент таа не е најнеопходна, бидејќи такви се и окажувањата и договорите, но сепак допрва ќе следува проценката, допрва комисиски ќе се разгледуваат некои работи, кога ќе се утврди потребата, ние како општина секако и финансиски сме спремни да помогнеме и ќе помогнеме, но сепак треба да од основа се постават работите и мислам дека во овој период, во овие моменти, ние ја даваме максималната поддршка во делот на она што го имаме на располагање. Имате ли сознание каква е состојбата и одзивот од приватниот сектор, приватните компании? Да, па да, еве, во оваа прилика јавно ќе се заблагодарам на сите наши сограѓани, јавно ќе се заблагодарам на повеќето правни субјекти и фирми кои што ја искажаа својата хуманост и свест да донираат и впрочем да еве ние како општина дадеме свој удел и свој допринос и помош во делот на трагедијата и несреќата која што се случи во Скопје. Хуманитарната акција до кога ќе продолжи? Па сега во моментот ја привршуваме, со ова пратка е веќе испратена, ќе бидеме, како што реков, во координација со поставените во кои што го координира целиот процес во Скопје и сето она кое што ќе го добиеме како насока, нивна потреба, ние благовремено ќе се организираме и ќе реагираме. Во овој момент е потражено од нас да пратиме што повеќе физичка сила, значи работници кои што ќе помогнат во рачистувањето, механизација не е потребна, туку е потребна физичка сила, тоа го и правиме, како што реков, плаваја територијалната противопожарна единица, јавните работници секојдневно ги упатуваме во Скопје, во овие погодени населени места. Еве, од денес ќе почнеме организација и ќе упатиме јавен повик до сите граѓани, четврток или петок да многобројно се упатиме од Радовиш кон Скопје да дадеме мално значаен допринос во расчистување на ова
елементарна непогода.